сите. Јас сум Сања Михаловска. Јас доаѓам од Здружение за едукативен развој Квалис од Скопје. Со Форум ЗЕВД, Квалис и Форум ЗЕВД соработуваат веќе повеќе години. Оваа година се концентрираме на етноцентричноста во образованието. Целта на овој проект и овој разговор во моментот е можности и прилики да дадеме на професори, едукатори, младински работници и работнички од институциите и од организации, младински организации или општи организации кои делуваат во нашата држава, да имаат прилика да се сретнат и да поразговараме за состојбите на етноцентризмот во образованието, колку етноцентризмот е застапен, какво е вашето искуство и што можеме да превземеме понатаму за да се подобри, односно намали состојбата со етноцентризмот во образованието и општо во работата со млади. Оваа група работиме какво е нашето искуство на работа со млади, а понатаму втората група ќе работиме конкретно со по големи стейкхолдери, односно по големи фактори, тоа се институциите, како можеме на институционално ниво да влијаеме кон подобрување на состојбата. Јас сум Арта Абдули, работам во Центар за интеркултурен диалог, а тука сум заедно со Сања и Форум ЗЕВД, значи Квалис и Форум ЗЕВД. Со мировно образование бев вклучена од почеток, ако не се лажам. И сега работиме со етноцентризмот на овој состанок директно со едукаторите. Би сакала да ве прашам да ни се представите и да ни кажете вашето искуство во образование, вашата улога и колку долго работите на полето на образованието. Или за едукатори, за младински работници, колку долго работите во овој процес. Јас сум Ивана Благоевиќ, специјален едукатор и рехабилитатор. Работам веќе 6 години во Средно-техничко училиште Наце Водјони во Куманово. На оваа тема имам некој искуство, но не е големо и секогаш е добро да се вклучуваме и да го прошируваме своето знаење, бидејќи нашата општина е исто така мултиетничка, како и училиштата, така да запознаени сме со оваа тематика. Конкретно во нашето училиште нема некои проблеми со етноцентризам, бидејќи сепак се почитуваат културите од кои што учениците доаѓаат и се случува еднаш можеби во година некој мал етноцентризам кој завршува најчесто со булинг. И работиме, бидејќи работам во стручна служба, работиме на таа тематика, на булинг, на насилство, стереотипи и така натаму. Јас сум Ивдина Тепе, сум професор по англиски јазик во Перонаков. Веќе во образование работам скоро 10 години. Јас сум Ивана Стојчевска, работам во Центар за интеркултурен диалог и сум младински работник, поточно работам во Младинскиот центар во Куманово во Мултикулти. Работам неформално образование, скоро 5 години со младите. И бидејќи во Младинскиот центар доаѓаат млади од различна етничка припадност, може да се појави етноцентризмот, но секогаш тоа е на почетокот, додека да се запознаат меѓу себе и можеби некогаш се појавуваат некои проблеми кои што понатаму се справуваме со нив за да ги решиме и да ги надминеме. Училишен психолог, во образование сум 3 години сум во образование, 2 години бев наставник по психологија, а сега сум училишен психолог во служба, неполна година. Немам искуство многу со етноцентризмот. Би сакала да ве прашам според вас, каква е состојбата во нашето образование и вие на какви предизвици и потешкоти наидувате во работата? Кога велиме состојбата во образованието, исто така Ивана ти си од ЦИТ, но можеш да си го кажеш твоето мислење додека си била во образование или пак како надворешен наблюдуваш на образованието, затоа што иако ние не работиме директно во училиштата, да речеме, сепак многу соработуваме со професорите и децата. Ситуацијата, лично ако зборувам за мене, не ми се допаѓа. Поготово не претходна година и нешто што беше се онлайн и колку всушност младите научија и вложија труд за да биде онлайн.
бидејќи гледам како се вклучуваа на часови и колку дава од себе, тоест колку спија на тие часови и не правеа ништо. Поготово за помалите генерации, да зборам за во основно, кога таму треба да стекнеш таа навика да учиш, да одиш на училиште. Од тука започнуваш, што на почеток ќе изградиш како темел, нагоре ќе ти тече и ќе го влечеш во животот. Мислам дека предизвиците се за образованието, што сега се збори дека можеби ќе се вратат пак онлайн. Дали сите имаат услови да пратат настава онлайн? Дали сите имаат компјутер или телефон за таа настава? Дали имаат интернет? Дали во соба дали сам некој ќе е во својата соба или некој можеби е со поголемо семејство, а се во иста соба? Доаѓа зима, ладно е, сигурно ќе греат една просторија. Така да тие предизвици би ги ставила на највисоко, но исто така мислам дека нашето образование е многу опширно. Не сите тие предмети што ги учиме толку продлабочено не ги треба за понатаму. Мислам дека барем во тој правец би требало да се смени. И не ми се допаѓа во основно училиште што толку многу ги мачат децата. Значи родителите мора дополнително или сестри или брат ако имаат постари да работат со нив, бидејќи им даваат многу обемни домашни работи, за да едно дете од четврто оделение може да ги направи. Некогаш и мене кога ќе ми пратат некои роднини, јас као јас ова не сум го работела на училиште. Малку претеруваат, можам да кажам, додека во неформално образование е пречка сега за време на пандемијата е тоа што моравме и ние да се пребациме онлайн и онлайн училиште, онлайн активности неформални беа многу за нив и доста и од нив се вклучува, што не бев толку оптимист на почеток дека младите ќе се вклучат и за онлайн активности после училиште, но на некој начин, бидејќи неформалното образование е малку и поинтересно од формалното, па можеби затоа ги привлековме со различни дигитални алатки да се вклучат, но сепак многу е подобро кога сме лице во лице со младите и работиме со нив. Пречки за во образованието за неформалното, често кај нас во Куманово е јазичната бариера, што да ја надминуваме сите зборуваме англиски, но убаво е да го знаеме јазикот на другиот. Првично е тоа, и кога младите ќе се запознат меѓу себе, најпрво не ни комуницираат, се срамат и на англиски да зборат, но потоа сваќаат дека всушност иако се од различна етничка припадност и се дружат и надвор од просториите на младинскиот центар, бидејќи сепак слушаат иста музика, гледаат исти филмови. Не е важно дали тие зборуваат на ист јазик, тие имаат исти интереси. Така да во последно време сум многу среќна што гледам како младите се дружат. Значи тие ќе започнат нешто преку неформално образование и активности што ги имаат ЦИТ или било која друга невладина организација и понатаму тие се дружат и градат некој свој однос. Не гледајќи на тоа која етничка припадност се и дали ќе зборуваат на англиски, на македонски, на албански, на ромски, не е воопшто важно за нив. Мене што ми смета некако што ми онака боде во очи, што некако многу повеќе и јас лично, за мене ќе зборам како психолог, многу повеќе вниманието ми е некако на администрацијата, се бара повеќе администрација отколку работа со деца. Вчера имав разговор од еден ситен проблем, почна од една ученичка, значи стигнавме до многу крупни, мислам големи проблеми. Кога почна да зборуваат една, па друга, па трета, значи дојавме до проблеми што нака мене просто уште не ми се верува што слушнав од деца кои имаат 16-17 години. Значи место на нив да им обрнеме внимание, на нив да им се посветиме, затоа што се што се случува, значи сведоци сме на секакви приказни. Ние секој ден администрација, табели, администрација. Значи не можеме да стигнеме едноставно, не може никој од нас да стигне, ако сме и повеќе во служба и раководители, сепак едноставно не може да се стигне, се посветиме на деца. Тоа е едно, па мислам дека првичниот проблем според мене што го имам на работа, односно во образованието. Значи, што се однесува до мене, што ми пречи, јас би се наврзала конкретно до моето училиште каде што и работам. Мене тоа, вие мислам го знаете случајот во Куманово, за други градови не знам, дека ние функционираме као под иста школа, под ист печат, под ист директор, а сме делени по објекти. Тоа значи,
катастрофа за мене. Тоа би било соодветниот збор. Зашто, например, една школа се водима, наши деца, например, не се познаваат меѓу себе, децата, мислам, албанци, македонци, па не ги познаваат, например, стручната служба што е од нивна школа, директорот не го познаваат, не знаат ни кој е директор. У контекст на тоа сакам да кажам, моето мислење да сме под еден објект. Тоа сакам да кажам, не на лоша намера, туку на позитивна намера, за да се на овој контекст, значи би имале повеќе прилика да се запознаеме меѓу себе, да ги надминеме предрасудите што веќе постојат за нас, мислам за нас кога зборам, мислам и за македонци, за албанци. Зашто јас еве имам прилика сега, например, предавам кај горниот дел, имам 5 часа, значи јас многу сум задоволна од тоа, од децата како ме примија, значи многу убаво ме примија, не дека сум албанка, дека ќе ме принат, ама сакам да кажам тоа, јас немам ни проблем со овие предрасуди, не дека сега го надминав тоа, веќе јас одамна го имам надминато тоа, или не сум ga имала никогаш, не знам, ама сакам да кажам, има луѓе што стварно им треба ова да го надминат, а тоа ќе се створи ако стварно имаме добра соработка и сме под еден објект. Тоа е мое, значи, што ми пречи мене тоа повеќе. Може би има и други нешта, ама сега моментално тоа ми текнува. Супер, желим да благодарам на ова што го издвои и јас и Арта мислам дека ќе се сложи дека ова баш го дискутиравме веќе 2-3 недели, го дискутираме меѓу себе дека е огромен проблем. Џабе ставаме во ист двор ако ги делиме на први и втори кат или во, не знам, прва смена и втора смена, нема да имаме соживот, се дека немаме вистински соживот. Ама ние не сме ни во први кат, ние тотално сме во друга просторија. Во две згради, да. Фала ви. И сега би сакала да се фокусираме во темата и да ве прашаме како го сваќате поимот етноцентризам и каква е моменталната состојба со етноцентризмот во образованието. Па етноцентризам е величање на својата култура и културните вредности, а понижување, односно невреднување на останатите култури. И дали има некаква состојба на етноцентризмот во образованието? Каква е таа состојба, моменталната? Ја би малку дополнила кон прашањето. Рековме ве се делиме на прва и втора смена, се делиме на два различни објекти, два различни класа. Сега прашањето ми е дали институциите ни наметнуваат етноцентризам, да бидеме етноцентрични кон нашата култура, нашата нација, или пак исто така учениците го прифаќаат едноставно и се продолжуваат со етноцентризмот, или пак можеби се борат и се бунтуваат кон тоа. Јас мислам дека поради сегрегација на школите не е ни толку многу честа појава, но се појавува пример кога имаме спортски надпревари меѓу училишта на ниво на една општина или поголемо, бидејќи тогаш играме против една школа против друга школа, играме македонци против албанци и мислам дека тука се јавува оној национализам дека едните сме подобри од другите, бидејќи вака во училиште најчесто не се толку јавува, иако пример можам да кажам дека не се јавува ни толку кога учат заедно македонци и роми, бидејќи моето училиште основно имаше многу ученици кои што се припадници на припадници на ромската етничка припадност и немаше нешто, сите заедно учевме, не се појавуваше воопшто, но мислам дека многу повеќе се појавува помеѓу македонци и албанци и поготово на спортски надпревари. Има сигурно, не се сеќавам добро, но може би имало и да се навредуваат, да, тоа професорите пробуваат да го смират, но надвор од таа сала тие продолжуваат. Така да, моето мислење дека во училиштето и во формалното образование не се толку појавува. До некој степен може би институциите, бидејќи сме оделени со училишта и се ни го наложуваат да се чувствуваме така, но мислам дека дел од тоа потекнува и од многу по-назад, значи од дома, од родителите. Ако нашите родители се такви, така да и децата ќе бидат такви, ќе си го донесат тоа од дома. Тоа го приметуваме кога доаѓаат во младинскиот центар.
И ако можеме да им помогнеме и да им го смениме нивното сваќање и мислење, тоа е премија за нас. А и најчесто кога се во младинскиот центар е space zone, така го ние нарекуваме, и најчесто ние зборуваме, пример, нема никогаш во младинскиот центар да најдеш знаме, нема да најдеш нечија химна. Тука е се двојазично, некогаш и дури на 3 јазика нешто работиме на 4, но нема оној сегмент на национализам. Или не е важно од која етничка припадност сме, за да можеме навремено да избегнеме да имаме некакви инциденти или проблеми со младите. Сега би ве запрашала, конкретно кога збориме за едукативниот материјал, дали има застапеност на етноцентрични содржини во него, дали имате приметено? Како интересен пример сега ми текна, дека и у основно и у средно по час по историја, кога и да има лекција која што е поврзана со албанци, ние никогаш не сме ја учеле. Таа лекција се рипаше учебник. Поготово средно се сеќавам, таа лекција никогаш не сме ја ни започнале ни завршиле, само одиме, ајде наредна, завртиме страна, не се учеше. Значи тоа е наметнато од професорката, таа не сека тоа да ни го предава. Баш би сакал да знам колку се важни да настанат тие промени во образовниот систем кај нас. Може би немаме идеја како да го промениме системот, но кој може да го промени системот и кој може да даде идеи за промена на системот? Дали вие како професори или служба во образованието или младински работници и работнички во образованието? Кој се може да мапира и кој се може да предложи идеи за промени? Немам точен одговор, мислам, не знам кој би можел да почне, ама знам дека сигурно тоа не сме ние. Нека ние во образование, ни стручна служба, ниту наставници, сме една мала карика во целиот цинџир, така да мислам дека не може да почне од нас. Тоа треба да почне од многу повисоко. Но тоа е моето мислење. Дали можете вие да го дадете поттикот идејата, а потоа секако се знае дека некој друг одлучува за финалните промени? Не да слуша никој. Мислам дека ние можеме да дадеме поттик у контекст на тоа да влијаеме кај младите, дека ние имаме некој си клучна улога кај учениците. И мислам дека ту индиректно можеме или директно да влијаеме кај младите, ама сега во право Елена, значи немаме ние толку ингеренции, мислам да влијаеме толку многу, али кај учениците мислам дека можеме да влијаеме. Зашто имаме и конкретни искуства што може и да споделам, каде што учениците може да влијаат и може да ги надминат овие бариери или како да ги наречам. Така да до негде имаме некој си клучна улога. Јас би споделила дека можеби средношколските унии, заедно со невладен сектор, како и сите до сега што ги теравме процеси, може да се започне бидејќи тие законот за млади кој го тераше? Младите, за да го донесеме. Така да средношколските унии, младите заедно со невладините организации, мислам дека може да започнат некој процес, истражување, да го однесат тоа и до министерство, така да можеби повеќе ќе бидат тие слушнати него самите професори, бидејќи како што кажа, да ќе почнат некој процес професорите, но наидуваат на некоја пречка која што и посилна од нив и мора тука да застанат. Но младите нема да има таква пречка и ќе можат тој процес да го водат и до крај. Кога веќе ги спомнуваме институциите, што институциите треба и најверојатно и мора да направат за да се намали етноцентризмот во образованието? Според вас, која е вашата идеја? Или исто така кој може друг да допринесе кон намалување на етноцентризмот? Знам поголема соработка помеѓу училиштата, бидејќи да имаме збратимени училишта, бла бла бла, но најчесто тоа се дружат професорите меѓу себе. И може би еден клас, но да направиме да комуницираат и да работат заедно целите училишта.
Пример, тука се и двете, и Мирлинда и Елена се од Перонаков, што се во различни, тотално различни два краја од градот, во различни згради работат, и сега професорите меѓу себе се знаат, директорите се знаат, но учениците не се знаат. Да ги споиме заедно. Бидејќи они меѓу себе имаат предрасуди, имаат стереотипи, и тоа е се додека не се запознаат и не научат нешто едните за другите. Така да можеби на тој начин би можело, а институциите, не знам, да ги сменат тие приказки, пошто кажувавме, да ги сменат учебниците, за да може да се намали воопшто, да почне од некаде. За нашето конкретно училиште, пак до некаде на возраста на нашите ученици, тука до некаде се оформени нивните карактери, ставови, многу потешко може да се разбијат тие стереотипи. Значи, една случка може да направи, значи, еден да се појави етноцентрист, доволно е да се растори се. Тоа мислам дека треба да се почне уште од најмалите години. Ми текна, брат ми е професор по физичко во едно основно училиште, тој ми кажуваше како држи час. На една страна се македонците, значи во една иста сала. На една страна скроз се ставени децата од македонски паралелки, скроз на друга страна се ставени децата. Значи ете и на физичко каде што можете преку спорт да играат кошарка, да играат фудбал. Така индиректно некако да се доближат, значи не се воопшто работи на тоа. Баш ми е жал, што го слушам, спортот е едно и музиката е едно од предметите, областите кај што па и не ти треба да го знаеш јазикот на другиот. Ова како фокус група е второ ниво, пошто на почеток работевме директно на учебник за образование, на кој што ќе биде споделено и со вас во вашите училишта и директно со вас да видите за што зборуваме ја и Сања. Арта, супер што го спомна, прирачникот на час по мир или всушност прирачникот кој излезе од Еквалис заедно со Форум за ЕФД, ќе биде спроведен помеѓу професори наредна година и ќе имате прилика да видите, освен тоа што прирачникот може да се го земете и онлайн или во хард копи од нас ако го побарате, имате прилика да видите како всушност се спроведуваат тие работилници и тие работилници може да бидат адаптирани на повеќе теми, на теми од образование кои вие ги работите во моментот. Доколку немате никој дополнителен коментар, јас и Арта тука би завршиле, би кажале фала за вашето одвоено време.